Чекай. Добар ден, дечки. Како сте? Докај сте со тоа? Докај сте со тоа вчера што ви го дадов? А ово ти Лина како гостин иде? Лина не е наша ученичка? Знам дека е наша, не знам зашто како гостин легува. Еве Лина, да, како гостин или? Чекај да видам овде. Да. Дали пробавте да ги решавате вчера што ви ги дадов тие? И како ви оди? Тешко? Јас сум до геометрички информации. Охо, супер. Супер. Мола? Не, чекај, не слушам што кажуваш. А јако да е добро, полека. Значи внимавајте и лозинката да е многу голема. Запиши. Добро да е, полека ќе дојдете до играта, полека. Значи, внимавајте лозинката да е голема, пишувајте ја и после проверувајте ја. Значи запишувајте ја постојано. Еве ви споделив денес тоа што ќе го работиме, многу е лесно, го работевме. Повели? За тоа со лозинката, наставнички има на цело време ми белеше дека е грешна, 100 пати си проверив, не знам во што ми е грешката. Ама грешката ти е во тоа што ти како што ми кажа по сликата. Не е триаголникот таков како што ми пише ти. Не, наставниче, во тоа влегов, во тоа си ја најдов грешката, понатаму никој не можевме да ја најдиме грешката. И па не, значи најверојатно имате сите сгрешено, ајде после часов ќе ми пишиш, значи сите што сте обиделе сигурно сгрешиле. Прати ми јас да видам уште еднаш, па ќе ти кажам кај е грешката. Добар ден, наставниче. Добар ден. Значи вака сега, денес, како што гледате, имаме 24 часовно време и има одека со возни редови, 5 задачи. Ова ни е планирано за денес и ќе видиме, ако завршиме порано, добро, а ако не, имаме уште нешто друго планирано. Да го примем и Александар уште. И ќе почнеме со работа. Сега ќе ви ги исклучам микрофоните на сите. Еве вака, да почнеме да работиме. Поели? Предадете ја Ивона Митреска. А зашто таа не може да се приклучи? Срамота е бе, дечки, после колку време? Значи, тука сме веќе 2 месеци. Вака ќе заборавам. Значи, денес од училиште ни пратија мејл. Јас на сите да ви споделам, вака да ви кажам јавно на сите. Може и на класните ќе ви пратат на сите, ама бидејќи јас ви имам сите вие, како ученици тука, значи ви имам сите како ученици тука приклучено, сега ќе ви споделам нешто, за да ви покажам. Вака. Добар ден. Значи во Teams. Во делот, вака, ќе појдам во Teams. Значи, во сите оделенија кај што предавам, почнувајќи од 604, еве овде кај што сне, имате изјава. Исто во 603. Во делот General имате изјава. Во 602 имате изјава. И во 605 имате изјава. Сега, ама внимавајте како. Овие изјави ќе ги решавате како што беа наместени во квизовите. Вака се. Ќе појдите во делот за оценување, assignment, или овдека горе, или овдека од ова страна лево, кај assignment. Еве изјава. Ова изјава ви е за изборните предмети. Значи, Велеска Ана веќе е имала гледано изјавата.
Значи овдека пишува веќе кои веќе ги виделе изјавите. Значи, јас сега ќе изберам овдека за видите вие што гледате. Значи во овој дел имате опција вие да ја отворите во Teams или да си ја отворите во Word. Еве јас ќе отворам во Teams директно. Ево овдека не може. Ќе отвориме во Word. Ајде дека да пробам да отворам во Word. Еве овдека. Значи, вие треба дома овдека да си ја пополните изјавата. Така што, например, од името. Ќе го избришите ова, ќе смените, например, еве овдека, што е бојата, ќе изберам црвена боја. Наставниче, Молам? јас ја пополнив изјавата. Добро, значи вака, дали гледате сега овдека што ви покажувам? Аха, вака, добро, затоа што отвори Word. Момент, да, во право сте. Вака се. Ќе го отворам Teams. Значи ова е во Teams. Изјавата кај што е. И сега, бидејќи не ја гледате, дали ова го гледате сега? Вака, чекај, ќе ја прекинам. Сега ќе ја отворам изјавата. Значи, тај да ја најдам, еве изјавата во Word документе. Еве изјавата. Значи, сега направив измена. Вака. Значи, овдека ќе си ја пополните со име и со презиме. Значи, ќе ја пополнува ваш родител. Од овие 3 понудени предмети, ќе го пишите овдека. И потоа, откако ќе ја пополните изјавата, сега ќе ви покажам како да ја вратите назад. Значи, сега ќе појдеме во Teams, само да го најдам, еве го вака, еве овдека. Значи, кој ќе појдете во делот кај што ви се задачите, еве ќе појдам во моето деление кај што. Еве ги задачите. Сега. Еве изјавата што треба да ја пополните. Еве сега овдека ќе видам како вие го гледате. Значи, ова ви овдека. Вика, пополнете и ве молам вратете. Значи, ова може да си ја отворите тука во Word и можете да ја вратите. Кој ќе ја пополните, слободно прикачете ја тука. Дали ви јасно? Значи, еве овдека. Ана, кој ќе си ја одговори, јас ќе видам како ја одговорила и ќе ги соберам на исти начин од сите. Бидејќи ова му помагам... Молам? Почите. Наставниче, многу почите. Многу почите, ништо не се слуша. Ајде да видиме. Сега ќе пуштиме Да, пак. наставниче. Добро бе, дечки, полека. Стрпете се. Еве сега. Чепе, добро. Ама ништо сега не правам, дечки. Ништо сега, почекајте 2 секунди, ќе променам интернет. Ајде. Еве, сега може да се исклучи ова моментално, ама се префалам на друг интернет. Еве, се поврзав. Значи сега. Значи, еве овдека. Вака сега. Значи, внимавајте. Во Teams ги имате изјавите напишано. Кога ќе отворите изјавата и кој ќе ја пополните изјавата тука, јас ќе ја видам вашата изјава и ќе ги соберам сите изјави и ќе ги вратам назад. Значи, на овој начин можете да ги пополните изјавите и сите ученици од сите 6 оделени. Ако сакате, ја само ќе го ги препратам на класните. Наставниче, Ова се изјавите што треба да ги поделат класните за изборните предмети во 7 оделение. Значи, секој класен раководител треба... Молам? Ова исто во класка за него кажа. Така, така. Јас сега му го кажувам на моето оделение, попатно може и сите други да ги напишат тука. Ако некој ги напиши, ќе ги предам јас тука. Но, како сакате? Како ви рекле така? Повели. Че може овде да напишеме да ви ја пратиме? Може бе, душо, затоа ви ја праќам јас тука, затоа ви ја праќам тука, ти ни е полесно. Тука ја пополнуваш, ниту печатиш, ниту даваш некому нешто, автоматски тука сето ни стои. Чи слободно можете тука да го направите, ја ќе го препратам. Че
ще почнеме? Еве сега одма почнуваме. Вака сега, дечки. Значи, за задача да се договоривме. Еве сега ви го споделувам тоа што ќе го работиме денес. Значи, денес имаме 24 часовно време и 24 часовно време, значи, ајде да ги исклучам микрофоните некој. Дали знаете како можеме, на колку различни начини може да кажете време? Еве сега, например, е часот колку? Во моментов сега, додека правиме муабет. 12 минути или 2 и 9. Значи, 14 минути. значи сега е моментално 14 часот и 9 минути. После како може поинаку? 2 и 9 минути, ама сега вака како кажете. Треба да пишете дека е ова П М. Дали ви јасно? Повели? А ТО што значи во изјавата, то? ТО техничко образование. Остајте, после ќе ја пополните изјавата сега. Одиме на часот. Сега. Ако сакаме да кажеме време, што е... Повели? Много кочите во зборувањето. Ама душа, јас сега се префали. Сега се префалив на 4. Мене не се гледа. Значи на 4G нема шанси, нешто е до кај вас. Повели. Не можам ја да ти го исклучам микрофонот, мораш сама. Повели. PM се пишува за кога ќе пладне, а М се пишува кога ќе... Тоа, но друго ми беше муабето, друго ми беше прашањето. Да, ова е PM, значи после пладне. Меридијан и меридијан. Значи ПМ значи пост меридијан. А додека ако имате АМ, значи предпладне, ова значи предпладне, и тоа значи кратенката АМ значи анте меридијан. И ова доаѓаат од латинскиот јазик кратенките. Значи предпладне и после пладне или навечер. Значи PM е после 12 и навечер истото. Сега, записот, овој првиот што го кажав јас. Значи овој овдека што е записот. Молам? Имам едно прашање, но после... Ајде после. Значи записот од 14:09 е запис за така наречено 24 часовно време. Значи, ако сакате да напишете 9, еве вака, две точки, например 18 AM наутро, во 24 часовно време се запишува како 09 две точки 18. Чи 24 часовното време се запишува задолжително со 4 цифри. Мислам, че Повели? PM почнува од 12 со Байле, завршува од 12 полноќ, од 12 полноќ почнува АМ до 12... Еве вака сега да ви кажам. Значи тоа е најчест проблем. Значи вака, ако нешто ви почнало во 11:45 AM предпладне, кој ќе заврши, значи ако трае, еве например, трае 25 минути нештото. Разбирате? Ќе заврши во колку? Во 12 часот и 10, така ќе дојди. 17:10, ама PM. Дали ви јасно? Значи 12 и 10 PM. Ова е PM се до 23, уствари не до 23.
Например, до 11:59 p.m. Оти, кој ќе дојде 12 p.m., кој ќе дојде, например, 12:59 p.m., наредно ќе треба да е 13 часот оди 1:00 p.m. И така продолжува се до полноќ. Кој ќе дојде потоа полноќ, иди колку? 00:01 или во AM колку е? Разбирате? Оти AM мора да биде 01 со една буква. 0:01 AM. Дали ви јасно? Значи, кога пишувате часовник во AM и PM, треба да има 3 бројки во него. 3 цифри запишано. Еве вака. Дали ви јасно? Единствено PM е 12 кој ќе се промени. Дали ви јасно? Да. Се, ајде ќе решаваме задачи во кои што имаме време. Првата задача. Вака се. Еден воз тргнал во Лондон во 14:44. Ајде вака ќе ја копирам задача за да си ја решаваме како стандардно. Значи сега ќе ги решаваме сите овие задачи. На нова страна. А пристигнал во Бирмингем, не е битно, во 16:09. Ајде сега вака. Отвориме нова страна во која што ќе си ја решиме задачата. Дали ми јасно? Што правиме муавет? Сега, значи, возот тргнува. Ќе пишеме тргнува. Ајде ова ќе решам заедно со вас. Тргнува во 14:44. А пристигнува во 16:09. Колку долго патува? Како ќе определиме? 16:09 минути минус 14:44. Добро. Еден од начините е овај. Сега како правиме? Внимавајте тука. 9 минути е помалку од 44. Така? Така, 1 час раситнуваме, ќе дојди 15, а колку префрламе ваму? 60 минути. И колку ќе дојди кој ќе додајме 60? Ете така. Сега ќе имаме 69 минус 44, колку е тоа? 25. Така. 15 минус 14? 1. Значи, патот траел 1 час и 25 минути. Значи, 1 час и 25 минути. Ова е еден од начините. На кој друг начин може да се реши ова? Ајде да видам дали знаете. Да претвориме часовите по минути? Не мора. Тоа е многу долго и комплицирано, не препорачувам никогаш тоа. Туку, вака ми беше идејата. Наместо да одземате, ќе си додавате. Колку треба да додајме овде, кај ќе сменам бојата, за да добиеме цел час? Колку минути ни требаат? 16. Сигурно? 16. Така, ако додајме 16, значи 0 часа и 16 минути, колку ќе добиеме? Ќе го добиеме 15 часот, така? 15 часа. Сега, ако додајме уште 1 час, ќе го добиеме 16 часот, така? А нас ни требаше 16 часот и 9 минути. Значи, на 16 минути, кој ќе додајме уште 9, 25. еве го истото. Дали ви јасно? Значи, ова е втора техника што ви кажав, е со дополнување на почетното време. Јасно ви е? Го дополнувате до час и потоа си броите колку што ви треба. Ајде се одиме наредна задача да решиме. Например, евак. Возов тргнува во, едната ќе скокнам, оти е иста. Тргнува во 19:19, а пристигнува,
сега ќе ја решиме. Еак, возот тргнува во 19:19, а пристигнува во 22:12. И само дека друга финта се користи, затоа ја избрав оваа задача. 19:19, а пристигнува во 22:12. Наставниче, Повели? ми треба некој да ја решава или вие ќе ја решавате? Ајде, прашав како ќе пробаме сега. Значи имаше друга идеја. Сега овдека може било која од претходните идеи, ама има и уште нешто друго. Како ќе решиме ова? Како би ја решиле вие? Јас би ја решила како најпрвиот начин што го зададов. Значи би ја одзеле, така? Значи тоа би било 22 часот и 12 минути. 12 минути минус 19 часот и 10 минути. Сега, И од бидејќи 22 часот одземаме 1 час, бидејќи 12 е помало од 19. добро, И во часовите имаме 21 минус 19, а во минутите имаме 12 плюс 60, тоа е 72. така, 72 минус 19 колку? 19 е само секунда. 53. И А 20... 21 минус 19 е еднакво на 12. 2 часа бе душа. Не може да е 12. Значи патот траел 2 часа и 53 минути. Сега, можеме и уште на истиот втор начин да го добием истото, без да одземате како што правевте. На 19 часот и 19 минути. Колку минути ни треба да го додадам за да дојде до 20 часа? Една. Не. А не, за до 19 и 20. 41 минути. Така. 41 минути. И 1 минута. Бидејќи треба да дојдеме до 22 часа, ќе си додајте 2 часа цели и ќе добиете 2 часа и 41 минути. Са, бидејќи треба да додајме уште 12 минути, така? Да. Значи ќе додајме овдека уште 12 минути, кој ќе ги додајме овдека 12, ќе добиеме 2 часа и 53 минути. Ете го истото решение. Сега, ама во овие задачи има уште една финта за уште побрзо решавање. Забележете, за колку минути се разликуваат од цел час времињата? 7 минути. Па 7 минути. Тоа значи 7 минути пред полн час или после полн час? Пред полн час. Па затоа, значи, ако овдека беше 22 и 19, а почетокот беше нели 19 и 19, ќе речеме дека се разликуваат за 3 часа. Така, ама бидејќи ова времето овдека е порано за 7 минути, па од 3 часа кои ќе одземите 7 минути, решението ви е 2 часа и 53 минути. Дали разбирате? Ова ви е најбрзиот начин. Затоа што гледајте ги времињата се разликуваат за речиси блиску до цел час. Јасно? Ајде одиме на наредна задача сега. Значи, решивме тоа, се одиме на наредна задача. Еве сега со возен ред ќе решиме една задача. Да видам овдека како ќе... Повели? Некој слуша временска прогноза. Ма не знам што слуша, ама јас мислам дека ќе му текне да го исклучи, ама никако да му текне да го исклучи. Не мора да значи. Ете го исклучи сега. Наставниче? Молам? Мора да излезете за... Слободно излегувај. Вака. Молам? Има кој ме прашај. После ќе го прашаш, ко мораш да излезеш, оди, после ќе се вратиш ќе го прашаш.
Ајде вака се. Значи, замислете се во ситуација, треба да патувате од Бристол до некој си ваму инверсен град. Ова е во Англија градовите. При тоа треба да променам или фатам 3 возови, прикажени во табелата. Возниот ред е прикажан како што е тука. Тргнува од Бристол во 7:39, а пристигнува во Единбург во 14:10. Сега, колку долго треба да чека во Единбург? Значи, внимавајте, треба да променам 3 возови. Тргнувам од Бристол, одавде. И возот пристигнува во Единбург во 14:10. Ама потоа тргнувам во 14:35. Значи, одговорот запода колку долго треба да чекам во Единбург. Како ќе радиме? 14:10 минути, 14:35. Обратно, не можеш од помалото време да одземаш поголемо. Да. Значи 20 и 25 минути, така? 25 минути. Така, сега наредно. Колку долго треба да се чека во Перт? Во Перт видите кога пристигнува. Во 15:53, а треба да тргне од тука автобусот во 16:16. Колку долго треба да чека таму? Како ќе најдеме најлесно е? 3 минути. Како најде? Од 15:53 за до 16 има уште 7 минути. Така, и овие 16, 16. 23 минути, одлично. Значи, полесно е сега да дополните отколку да одземате. Дур раситните, дур погодите. Сега, колку долго ќе трае целото патување негово? Ајде, како ќе најдеме? Значи, целото патување значи од почетокот до крајот. Ајде, најбрз начин ми треба. Имате време 1 минута да пресметате. А после ќе кажете решение. Представничи треба да се покажи сосед повдите што ги чекал. Колку долго патувал? Значи, патувањето, ти гледа го прашањето долу. Колку долго ќе помине возејќи се во воз? Значи, времето тебе кој ќе излезеш од дома, ти се рачуна се додека се вратиш назад. Значи, со се чекање ти се бара тука. Добро, Стефан, почекувам уште. Добро, слушнав, уште 1 минута ќе почекам. А ќе кажеш ти, ќе кажеш еве прв, како го доби решението. Ќе ми се смени мене овдека часот на лаптопот и ајде готово. Стефан, кажуј. Слушаш? Ајде. 18:21 часот минус 7:39. Значи наутро. Сега како зборувавме? Како ќе го пресметуваш? Ќе ги одземаш или ќе дополнуваш? Гледај, за колку не се разликуваат за цел час? Ајде, како го реши ти? Не е битно, како реши ти? Ќе одземам. Значи, овдека бидејќи не можеш, мораш да раситниш. Така? Овдека раситна, така што овдека ќе ти дојди 17, кој ќе префали 60, ќе дојде 81. Па 81, 6, сигурно не е 62. 42. А, да, 42, да, може така. И 17 минус 7 е 10. 10. 10 и 42. Така? Да. Сега имам прашање друго. Дали можеш и поинаку да го пресметаш? За колку се разликуваат двете минутни? Мислам... Може и поинаку. Па добро, зато сега вежбаме. Од 21 до 39, колку има? 18. Па 18. Значи, ова е 18 минути пред цел час. Разбираш? Оти ако одиме, кој ќе ги одземиме часовиве, ќе добиеш дека се 11 час, уствари.
Ама бидејќи ова не е 39, кој ќе му одземиш 18, ќе го добиеш истото време. Ама добре. Сега, колку долго поминал возејќи се во воз? Сега е 28, 2 минути имате. Како ќе најдеме колку се возел? Од сите 3 дестинации да се соберат патувањата. Така, реши ја, имаш уште 1 минута, па ќе зборуваме после. Ја се решив. Добро, имаме уште 1 минута да почекаме. После ќе објасниш, ти ќе кажуваш, ајде. Наставниче, Молам? може да се мјутнат? А не слушам ништо, ај сега ќе пробам јас да ги мјутнам, ама не слушам ништо баш јас. Сега баш напротив мирни си. Сега е. Ајде сега да видиме. Како ќе најдеме? Леона мислам нека рече, така? Ајде, како? Го запишуваме 10:42 Добро. минус како час 0:48 минути. А зошто 0:48 минути? Баш. Од каде ова? Ќе го собериме времето на чекање. Ајде така, 25 минути во првото и 23 минути во второто. Добро, и колку... сега како го пресмета ова? Лете, за 6 минути се разликуваат од цел час. Јас всушност само сматрам префрлав од 10-60 минути. Добро, значи 9 дојде, овдека дојде 102. 102. 102 минус 48 е 54. И овдека е 9. Тоа е 9 часа. Е, па видите колку е полесно вака. Внимајте, се разликуваат овие за 6 минути. Чи за 6 минути не се 10 часа. А за 6 минути помалку 10 часа се 9 часа и 54 минути. Разбирате? Што е штосот со дополнувањето? Ајде се одиме на наредната задача. Не е битно како и да решите, ворете. Вака сега. Имаме едно овдека. Некој сега ќе патува со фериброд. Вака го копирам за да можеме на рај да си решиме задачата. Вака се. Ќе патуваме во Франција. И еве сега од едно до друго времето. Вика треба да се пресмета, значи од Овер до некое си место ја напушта Англија во 7:55 и патува 1 час и 12 минути. Се бара кога ќе пристигне. Еве јас човека ќе напишам пристигнува. Ајде, еден по еден, значи сега треба да го пресметаме како? Ајде како? Може ја? Едно по едно се јави првиот, ајде сега, како? 7:55 плюс Добро. плюс 0:1 час и 12 минути. 12 минути. И колку е тоа? Тоа е 9 часот 9 часот и 7 минути. 9 часот и 7 минути. Значи, кој ќе ги соберите минутите, ќе добиете 67, а овдека ќе добиете 8. Сега овие 67 се поќе од 1 час, па ќе префрлиме ваму и ќе добиеме 9 часа во 9 часот и 7 минути. Значи ќе пристигнува во... Ја поинаку го реши. Ајде сега ќе кажи, знам дека има чекав. Ајде како поинаку?
7 часот и 55 минути плюс 5 минути. Така, значи од овие 12 зеде 5, остана 1 час и 7 минути. Ама тогаш дојде 8 овдека. Па ќе го додадеш целиот час, ќе добиеш 9 и овие 7, 9 и 7. Така? Да. Добро е. Ајде сега да видиме кој сака за второто. Јас? Ајде. Јас. Ајде, да ја после. Колку? Прво ќе пишеме 08 Добро, ајде пишувам. 25 Добро. плюс 6 часа и 35 минути. 33 минути. 33 минути. Добро. Сега Собираме. ќе собираме прво минутите. Добро. После часовите иде 14 часа 58 минути. Там таса во 14 часа 50. Така, гледај се како можеме многу побрзо да го направиме. Ако ги соберите минутите, ќе видите дека не се прават цел час, значи не може да дополнуваме овдека. Разбираш, таман си е решението, не може да користиме ништо како претходно што спомна Стефан. Ајде сега овдека да видиме, овдека може. Може јас за третото? Ајде после другиот, ајде да. 8 и 4, пишуваме 08 и 45. Добро. И на 08 и 45 му додаваме 15 минути од 19 минути. Добро, За да и? добиваме цел час. Добро Дека е. добиваме 9 часот. И потоа од 19 минути одземаме 15 минути и ни остануваат 4. Добро. 9 часот плюс 4 часа се 13 часа и плюс 4 минути. Плюс 4 Одлично. минути, 13. И 0,4. Значи во 13 часот и 0,4. Значи овај начин, на кој што може да го добиете и на памет без да пишувате. Инаку ќе требаше да пишувате 0,8 и 45 плюс 4 часа и 19 минути, па да си собирате, па да префрлате и така натаму. Дали ви јасно? И уште една задача имаме од овие. Мола? Карата под смал до Каен 6 часа и 20 минути. Чекај да се вратам, само да ја копирам на наредната задача, па ќе видиме. Може? Еве, само ти последна ние да ја копираме, па ќе се вратиме назад во задача. Наставниче, Повели? се извинувам, ќе завршиме до 45 или до 50. Тешко може веројатно, до 50 сигурно ќе завршиме, а за 45 тешко веројатно. Слободно може дојдеш ќе го догледаш ако пропуштиш нешто. Ајде сега овдека. Значи сега ќе патуваме за Шпанија. Ама при тоа, патувањето трае подолго време и пристигнувањето е во наредниот ден. Значи, ако тргнале во 15:45, пристигнале во 11:15 наредниот ден. Прашањето ви е, колку време е потребно за секое патување? Ајде да видиме првото. Како ќе пресмета? Некој од вас сега, колку време патувале? Баш ме интересира. Чи тргнал во 15 часот и 4... 20 часа и 9 минути. Сега ќе видиме зошто така. Да почекајме уште некој. Уште една минута. Оти сега не можеме да одземаме, затоа што некај што пристигнува е пократко. Треба да најдеме друга техника како да го пресметаме времето. Дали некој... 15 и 45 плюс 11 и 15. А не. Па добро, може и некако, ама после треба да одземаш. Не е баш така. Оти она 11 и 15 е времето кога пристигнува. Значи тоа е другиот ден. Оти почнува во 15, например, како да тргнува сега после 1 час, од сега, ама да пристигнуваш другиот ден во 11, предпладне. Дали има некој идеја како? Јас ја решив. Ај Стефан како? Јас ја решив. Ај Стефан како? На И јас На мислам да 15. имам идеја. Ајде сега да видиме. На 15? 15 и 40
На 15:45 му додавам 24 часа, Чекај. Зошто му додаваш 24 часа? затоа што другата дејност Нема уште. Треба ова да го дополниш со нешто да дојдеш до полноќ, до 24 часа. Колку треба да му дополниш до полноќ? Ајде првин до цел час. 15 минути. Така? Кој ќе му дополниш 15 минути, часот иде 16. До 24 8. Значи ти требаат 8 часа и 15 минути до полноќ. И потоа ти требаат уште 11 часа и 15 минути додека да стасаш и конечно колку време ќе патуваш? 19:30, мене така мисле. Ама, оти тоа што го почна ти да го кажуваш беше грешно. Најуште еднаш да видим како го пишуваше, како рече ти. Ти не смеш да додадеш 24. Ајде да видиме како. Може друго си правил после. Како 24 пак си останува 15:45 и после го земаме со Па значи не треба да додадеш 24. Ти си го додал како цел дел, па после си го одзел, разбираш? Ти си му додал, му додал како да патуваш цело време, како за цел ден, па после да му одземеш. Разбираш? Треба да го дополниш до полноќ и да му ги додадеш другите часови. Добро. Јасно? Сега, Да. во вториот пример што е овдека прикажан, нема потреба да правите така, од една проста причина, ајде, пробајте па ќе ми кажете. Јас ќе решам. Ајде. На 15:30 и јас ќе решам. Вака се, ајде да видиме. Значи, на 17, ајде да видам, ајде читајте, ја ќе кажам, пишувам. Ајде, кој се јави прв? Кој беше? Може јас? Ајде, ама тој што се јави прески, кој беше прв што се јави? Ако не се јавите, реде. Како? Може јас? Ајде, не е проблем, никој не се јавува, сестра ми. За до 17:35 уште колку треба за да стигнеме до 24:00? Колку треба? Само минутка. Бугарија може се. Не може, значи 0,25 ако е требало да се носи 0,250, ти ме прифаќај. Че се збор? 6 часа И? и 25 минути. Значи 35 и 25. Точно 1 час. Ова се 23, едното 24. И после? Потоа 6 часа и 25 минути плюс 16 часот и 15 минути. Значи кој ќе ги собериме? Тоа е 22 часот и 40 минути. Ете така. Сега гледате што беше овдека. Колку време фали за до цел ден? Ајде тоа први да го растумачиме. 6 часа и 20. Значи, фалат 1 час и 20 минути. Гледайте сега, на 16 и 15, ако додадам 1 час и 20 минути колку ќе добијам, еве го почетното време. Значи, времето на пристигнување е всушност 1 час и 20 минути помалку од цел ден. Значи, па немаше потреба да додавате. Јас си го одзем. Да, значи, а кој ги одзеде? 24 и 20. Па да, така и треба. Од 24 часа до земите 1 и 20. Да. Сега, ајде уште ова последното што е долу. Вика, во оваа табела наредна, патувањето трае 2 вечери. Ама сега, зошто е вака запишено? Ова е грешка, изгледа 65 и 24 овдека. 24 е грешка. Значи, ова дел мене ми е сгрешено. Че овој не го гледајте. Значи, сега патува 2 вечери. Треба да најдеме колку време патувал. Значи,
тргнува од 22:30, еве на пример понеделник. Првин стасува до полноќ, 24:00 во вторник. Тоа е прва вечер. Потоа уште еднаш иде до 24, тоа е во среда. Тоа е втора вечер. И тек наредниот ден во 6 часот и 45 минути во среда пристигнува. Прашањето е Мислам дека знам да ја решам. Ајде, Треба да најдеме на 22 часот и 30 минути плюс колку време треба да стигне до 48:00. па не мора до 48, првин да најдеме колку треба до 24. Ај после Стефан, колку треба до првата ден, до полноќ, до вторникот на полноќ, например, колку треба? Сега. Првин дополни ги минутите до цел час после часовите. На 30 минути колку ти треба? Сат и пол. Па да, за 30 минути треба 30 до час и овдека 1 час. Значи 1 час и 30 минути до полноќ. Сега, треба да помини цел еден ден, значи цели 24 часа. Значи имаме 25 часа и 30 И минути. 30 минути. Значи сега стасавме до среда на полноќ. Мислам вторник на полноќ кон среда. И сега треба да додадеш уште 6 часа и 45 минути. И сега колку ќе биде? 31 час и 75 минути. Сега, ако 31 час и 75 минути, овие 75 минути се повеќе од 60, значи прават цел час 32 часа и 32 часа и 15. ете така, готово. Толку треба да патува. Значи, дали ви јасно, дечки? Ова беше деја. Значи, сега ако треба да одиш, можеш, точно е 45. Ви 50 кг. Добро, нема проблем. Да не те караат случања. Вака. Значи, сега вака. Ова е многу битно. Можеме да го почнеме, ај не мора да го почнеме, утре ќе го решаваме. Ајде. Да стави за денес, оти нема да го довршиме и ќе биде кон натрчање. Значи, многу е битно ова, особено за физика в година. Уствари не в година, друга година. Чи со тоа денес ќе завршиме со часот. Внимавајте, ве замолувам, пополнете ги изјавите сите. Одговорете ги за да ги видам јас. Мислам, особено моите ученици. За нив е задолжително, другите ако сакаат. Наставниче, Молам? деска не разбрав како треба да се пратат. Ти пополни ја изјавата, а ако имаш проблем, пиши ми, па јас ќе ти кажем. Отвори ја првин, напиши тоа што треба во незе да напишиш, ако имаш проблем, ја ќе ти кажем. И ако има проблем, утре на часот ќе видиме како ќе оди тоа. Вие пробајте први. Благодарам. Повелете со прашањето, ајде? Утре повторно во 2 часа. Да. Изјавата, доколку имаме време да пополниме. Вајда, колку имате. Колку побрзо ја пополните, толку подобро. До гледање. Ајде, чао, дечки. Се гледаме утре. До гледање. До гледање.